Ретко кој имаше слушнато за битолската компанија СВ Инвест кога во април 2018 година опозицијата обвини дека таа е параван за бизнис интереси на семејството на премиерот. Камиони од струмичка компанија во собственост на Вице Заев, брат на премиерот Зоран Заев, со налепници од битолската компанија СВ Инвест, се ангажирани за превоз на јаглен во рек Битола. Тоа е така бидејќи собственик на овие камиони кои се гледаат од видеоматеријалот не е СВ Инвест, туку компанијата ДГ Тотал Инженеринг Струмица, каде управител и собственик е лицето Вице Заев, брат на премиерот Зоран Заев. Ваквите обвинувања добија демант од посочените. Така, приказната тогаш се стиша. Но набрзо потоа, СВ Инвест почна да добива тендери во рек Битола, иако не за транспорт на јаглен. Дел од тие сделки станаа спорни за опозицијата. Столечи Флигаровски, собственикот на СВ Инвест, и индиректно Вице Заев преку СВ Инвест се обидоа да изнудат тендер без да исполнуваат услови за да го добијат тендерот од фирма која си го добила најавен повик во рек Битола. Електрани на Северна Македонија, владата и сите други повторно демантираа, но во меѓувреме се случи неочекуван настан. Фирмата СВ Инвест, која до преклани работеше со профит кој се мери во милиони евра, отиде во стечај. Зошто наеднаш пропаѓа една од најголемите битолски фирми. Рударско-енергетски комбинат Битола. Тоа е целото име на најголемиот производител на електрична енергија во државава, но и име на државната фирма која троши најмногу пари на јавни набавки. Ставката по која се одлеваат најмногу буџетски средства на тендери е за наем на приватна механизација за различни намени, како ископ на јаглен или јаловина. Само за половина година, оваа 2021, РЕК веќе има подпишано јавни набавки во висина од околу 44 милиони евра, а тоа не е воопшто малку. Лани, за цела година, за надворешна механизација биле потрошени двојно пониски 21,3 милиони евра. Во 2019 пак 14,9 милиони евра. Или, ако се направи историски преглед, откако по доаѓањето на власт СДСМ успеа да ги преполови трошоците за надворешна механизација. РЕК годинава се враќа на нивото на трошење за оваа намена, слично како во времето на ВМРО ДПМН. Зошто годинава се потрошени толку пари? Причината лежи во активностите што се реализираат во рудникот ПС на рек Битола во два важни сегменти. Годинава конечно се реализира пуштањето во употреба на новиот јаловински систем во рудникот ПС, зашто пак неопходен е ангажман на сериозен број машини за ископ. Исто така, зголемените трошоци за ископ на јаловина годинава се должат и на јавната набавка за изработка на усек за раздвојување во површинскиот коп ПС во рек Битола. Активноста следува поминато годишните катастрофални поплави што ги зафатија рудниците на рек Битола и има за цел превенција на елементарни непогоди од таков тип. Сумата од 44 милиони евра за помошна механизација не ги вклучува и 17,5 милиони евра кои комбинатот ги потроши на собствени машини. Од РЕК велат, таа опрема се уште не е стигната, но и кога ќе стигне ќе покрие до 30% од потребите. Главните прашања низ годините сепак не се врзани само за тоа колку пари троши РЕК на приватна механизација, туку и кај кои фирми. Една група компании добиваше тендери во времето на ВМРО ДПМН и во времето на СДСМ, како Пелистер, Марковски компани, Рудкоп, Мискомерц. Но смената на власта донесе и промени. Трансмет, чиј газда Сеат Кочан заврши во затвор за тендери во рек од 17 милиони евра, кој ги добивал со лажни документи, повеќе не работи во комбинатот. Но со новата власт се појавија и нови играчи. Првично тоа беше фирмата СВ Инвест, а неодамна, меѓу другите, и фирмата Новоматрикс. Зошто се значени токму овие две компании? СВ Инвест е компанија која во 2016 година имаше еден вработен, а во 2019 стигна до 280 вработени. Во 2016 година СВ Инвест имала 4,8 милиони евра приходи, за лани да стигне до 19,4 милиони евра. Во 2016 имаше профит од 290.000 евра, за во 2019 да има 10 пати поголем профит, 2 милиони и 530.000 евра. Лани пак, фирмата наеднаш забележа загуба од 2 милиона и 340.000 евра и необјаснимо за таква компанија годинава отиде во стечај. Зошто? Дел од одговорите можеа да се дознаат на стечајното рочиште кое во петокот се одржа во Основниот суд во Битола.
Стечајниот управник Коле Волчевски и пред присутните доверители објасни дека СВ Инвест има долгови кон повеќе од 50 субјекти, меѓу кои се вработените, државата, банки и други фирми. Во пари, вкупниот признаен долг изнесува 25 милиони евра. Но освен што СВ Инвест должи многу, во исто време и многу и должат, сума што допрва треба да се утврди. Останува натаму да се одржи уште извештајното рочиште, од каде што ќе се знае подетално колку имот има и што може да се очекува од овој стечај. Дали ќе одиме понатаму со план за организација или ќе одиме со ликвидација и намерување на доверителите процентуално онака како што е обезбеден, што обезбедиме имотот на стечајниот должник. Моментално побарувањата се прилично обемни, има недвижен имот и подвижен имот, негде околу 10-15 возила, моторни возила, камиони, нешто и не знам, багери, така во тој смисол. Има недвижен имот во Битола, Кичево, Скопје, Злокуќани и Визбегово, има во Карпош, во Центар 2, во Центар 1. Треба се процени за точно да се утврди колкав е имотот. Листата на доверители самата кажува многу, но и отвара многу дилеми за работењето на СВ Инвест. Компанијата на Стојан Чифлигаровски најмногу пари должи на Стопанска банка од Скопје, близу 4,7 милиони евра. Второ на листата е финансиското друштво Пелистер, кон кого СВ Инвест има долг од околу 3,5 милиони евра. Интересно е што газда на Пелистер е Силјан Мицевски, кој пак е најголем добитник на тендери во РЕК Битола во изминативе десетина години, а со тоа и конкурент на СВ Инвест. Трета на листата е досега релативно непознатата компанија Ново Матрикс, која задолжила СВ Инвест со околу 3,5 милиони евра. Симптоматично, актуелен газда на Ново Матрикс извесен Александар Наумов, кој доскоро бил управител токму во СВ Инвест. Четврт најголем доверител на СВ Инвест е настел на бизнисменот Зоран Азманов со околу 3,4 милиони евра. Пети најголем доверител на листата со побарување од 2,6 милиони евра е компанијата Битексимо, каде до лани собственик бил токму газдата на СВ Инвест Чифлигаровски. Шести на листата се Ујапа. Не е познато како, но СВ Инвест досега си работел непречено, а должал над 1,8 милиони евра данок на државата. Ова се признаените долгови. Стечајниот управник отфрли над 5 милиони евра дополнителни побарувања, бидејќи се пријавени во јавните книги во последните 90 дена пред отворањето на стечајот. Па го прашавме стечајниот управник Волчевски дали тој веќе има слика зошто СВ Инвест отиде во стечај. Вели дека причината е што повеќе субјекти во кус период решиле да извршат наплатата на долговите. Претежно работењето се одвивало со кредити од банките и претежно од сите банки. Иако пратевте точно од излагањето од приговорите на испитното рочиште, многу приговори се одбиени од прилика што правата кои што ги побаруваат сите доверители се воспоставени точно во последните 3 месеци, што повеќе престануваат таквите права да по закон за стечај. И најверојатно и тоа го натерало стечајниот должник, мислам, доверителите да дадат предлог, и тоа не е малце, него 4 доверители дадат предлог за стечај, од причини што сите доверители, кај што му должел СВ Инвест, поднесле предлог за извршување на имотот. Јавно достапните податоци покажуваат дека најголем дел од приходите на СВ Инвест не се од РЕК Битола, но токму преку тендерите на комбинатот дојдовме до врската меѓу СВ Инвест, која сега пропаѓа, и Ново Матрикс, која сега е во подем. Интересно е што еден од тендерите што СВ Инвест вообичаено ги добиваше во последниве години, услуга од технолошко чистење на БТО системите во ПК Суводол и ПК Брод Гнеотино, РЕК Битола, неодамна го доби токму Ново Матрикс. За Ново Матрикс пак е интересно што немала никакви приходи во 2017, 18 и 19 година, за лани наеднаш да прикаже вкупни приходи од 4,6 милиони евра. Без претходна историја на соработка со РЕК, според страницата на Бирото за јавни набавки, сега добива тендер од близу 1 милион евра за кој не се пријавил никој друг, освен тие. Но СВ Инвест и Ново Матрикс не ги врзува само тендерот во РЕК. Според податоците од Централниот регистар, газда на Ново Матрикс од 2018 година е лицето Александар Наумов. Лице со исто име и презиме и адреса,
бил управител на Совинвест во периодот од февруари 2018 до март 2019 година. Не помалку интересно е и каде се регистрирани двете фирми. На прв поглед нема поврзаност, бидејќи Совинвест се води на адреса на куќа во центарот на Битола, а Ново Матрикс на периферијата на градот. Податоците од катастарот покажуваат дека сопственик и на двата објекта е исто лице, известна Снежана Петличкова. Тука не завршуваат врските. На почетокот на годинава Ново Матрикс заложила своји нови машини на Совинвест во корист на Стопанска банка од Скопје. Во април годинава Ново Матрикс подигнала кредити од Комерцијална банка, при што е заложено сега руинираното поштенско одмаралиште на Водно. Сите овие врски не се нешто што би требало да го знаат во РЕК Битола, каде Ново Матрикс практично почна да превзема работата од Совинвест. Но затоа прашавме, како фирма која практично нема искуство со електраната ја добила последната јавна набавка. Јавната набавка што ја споменувате беше отворена и на истата можеше да се јави било која заинтересирана фирма за извршување на услугата. Дали пропаста на Совинвест и подемот на Ново Матрикс се поврзани, се обидовме да дознаеме и од фирмите инволвирани во стечајната постапка. Не добивме став од Стојан Чифлигаровски, Ново Матрикс, Пелистер на Силјан Мицевски. Во јавно достапните документи нема директен доказ дека Совинвест соработувала со некој од фирмите на семејството на премиерот. Единствената конекција со Струмица е меѓу нотарските објави и открива дека битолската фирма купувала камиони од струмичката градежна компанија Карамазов МР. Карамазов МР, која само лани има приходи од над 56 милиони евра, нема правна поврзаност со компанијата на семејството на премиерот. Врска прави опозицијата, според која хотелот Вила Парк, кој е во сопственост на Карамазов МР, е омиленото место за собирање рекет на заеви. И од оваа компанија не одговорија на прашањата на 360 степени.